познатиот македонски аранжер и секако врвен джез пианист нашиот Гордан Спасовски се врати од Холандија и тоа вистина, покрај тоа што тој е член на Националниот джез оркестар, работи на сопствени дела, работи на сопствена музика. Меѓутоа, овој пат ќе оставиме простор секако во некој следни наши интервјуа да говориме можеби за компилацијските албуми или конкретно неговите кои што ќе бидат годинава и промовирани. Овој пат ќе честитаме за наградата, за прва награда, ако не грешам, најважната, Гордан, на угледниот меѓународен натпревар на композиторски дела на Биг Бенд кој што се одржа во Зволе, Холандија, инаку организиран од страна на, ќе потсетиме, Милениум джез оркестарот од Холандија, што всушност донесе признание за твојата композиција Lioness. Честитки уште еднаш, како што споменавме со Цеце, нема ни можеби еден месец од она наше гостување во кое што зборевме дека си избран помеѓу топ 3 финалисти. Те испративме и некако појтајно знаевме дека ќе се случи оваа награда, ова најбескромна надеж, нели ќе го кажам за оние кои што можеби го пропуштија тој интервју. Така што честитки, пријателе, на оваа прва награда и на успешниот старт на годинава која што ја започнавме. Гордан, добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата да бидам онлайн гостин на вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш на поддршката и на сите овие позитивни коментари. Како што кажате, чест и задоволство ми е што бев дел од овој натпревар. И прекрасно искуство за мене, прекрасно искуство да се посети оваа земја и да се чујат овие музичари како музицираат, посебно да извадат едно македонско дело, да кажем. Мораме да се вклучиме, Гордан, во честитките и тоа што нашите колеги исто така на пишаните медиуми, на медиумските портали ги споделија всушност и своите импресии и нели кажа на главна вест дека Гордан Спасовски ја доби престижната награда, па така што не можевме да останеме покусени и чинам дека треба да ги славиме овие моменти, затоа што тоа е и наша обврска, можеби императивот на самата телевизија, на утринската, а и меѓу другото да ги славиме нашите победи заеднички, колективни, меѓутоа и вака индивидуални, кои што на некој начин се и промоција на нашите уметници, културни работници. Токму затоа и мислам дека на овој начин треба да го обезбедиме телевизискиот простор. Еве, кусо со Цеце ќе те прашаме и за нашата македонска јавност, тоа е градот Зволе во Холандија, за што зборевме, исто така многу значаен можеби за нели оваа Биг Бенд композиција, меѓународен натпревар. Кусо сподели колку траеше можеби нели тој натпревар, тој настан и претпоставам дека беше едногласно можеби самото жири или публиката, како беше гласањето, ќе ни кажеш, за да добиеш и оваа прва награда? Па вака, овој настан всушност беше дел од фестивалот Big Band and Beyond, што беше еден прекрасен целодневен настап, значи се случуваше од 14 часот па вечер до полноќ, може да се каже. Имаше прекрасна програма, имаше 6 Big Band-а, од кои дел беа аматери, дел беа и од основно училиште, дел беа средно училиште, така да имаше многу позитивно искуство на мене да се видат толку многу млади луѓе, па и деца, мали деца, како се занимаваат со джез музика и биг бенд свирење. Во вечерните часови нели се настапи Millennium Jazz Big Bandот, кој што има своја програма, меѓутоа како дел од таа програма ќе свири овие 3 композиции. И врз основа на тој концерт, на тој настап, жири комисијата донесе нели одлука, имаше гласање, врз основа на тоа гласање нели се одлучи, се избра еден победник. А тоа беше ти. Гордан, ја видовме сликата каде што го држиш тој еден голем ваучер од 3000 евра, тоа е наградата прва која што нели ја добиваш, но прашањето ми е што се носи освојувањето на оваа прва награда на ваков еден престижен натпревар. Верувам дека многу поважно од финансиите, нели остварувањето на значајни контакти кои што понатака во поглед на кариерата многу ќе ти влијаат, но ете кога станува збор за овие финанси, дали можеби тие се наменети за, не знам, креирање и создавање на некои нови композиции, што се не носи освојувањето на ова прво место? Па баш така што кажа, значи најважно од се е запознавањето на нови луѓе од оваа бранша, значи таму имаше прекрасни музичари кои
кој што свира во овој биг бенд, и нели и другите луѓе кои што беа дел од целата организација, како и колегите аранџери. Дел од овие музичари свират и во Метропол джез оркестар, значи тоа е еден од најреномираните светски джез оркестри, се запознав со нив. Еден од аранџерите исто така пишува за Метропол. Имав прекрасни разговори со тие луѓе. Едноставно нема нешто што е подрагоцено од тоа, што се запознав со тие луѓе и што се надевам може ќе има некој пат и соработка, дали тие ќе дојдат, дали веќе спомнувавме различни комбинации кои би можеле да се направат со некои заеднички проекти. Така да се надеваме дека ќе излезе нешто позитивно и од тоа. Да, ти во претходното интервју спомена дека нели твој колега пријател всушност те поттикна да се пријавиш конкретно на овој меѓународен натпревар за биг бенд композиции. На крај се случи по неколку месеци да ја имаме и првата награда. За оние кои што можеби и не знаат колку во светот се одржуваат вакви меѓународни натпревари за биг бенд композиција, иако да речеме во Европа нели ова е едно од позначајните, и дали се планира можеби сега кога ја имаш некако нели поддршката и аплаузот во случајот, па некако на некој начин ова ти беше и потврда за твоето творештво и она што ти го знаеш најдобро и умеш како джез пианист и композитор, дали планираш можеби на некои вакви следни натпревари да се пријавиш? Се зависи од ангажманите, се зависи колку време ќе имам во одредени моменти, доколку имам можност. Се извинувам. Без грижи. Се е нормално и природно. Значи, доколку има можност, секако ќе се пријавам, зашто да не. Меѓутоа, најважните обврски се на приоритет се нашиот биг бенд, триото, така да се покрај тоа што можам да направам ќе направам. Супер, ти спомена дека со триото веќе работите на нов албум. Претпоставам дека во првата половина од годинава можеби повторно со Цеца ќе те пречекаме и продолжуваат ангажманите кои што започна на крајот од овој месец јануари со Националниот джез оркестар. Што може да најавиме од тие нови датуми? Па еве следен концерт кој што се планира, не знам дали можам да го споделам датума за да не погрешам, ќе кажам дека ќе биде некаде околу средината на март, ќе ни гостува, крајот на февруари, ќе ни гостува Ренато Кико со Енди Уотсон од Тапани. Ренато Кико е познат европски и светски пианист и органист. На наше прекрасно задоволство првпат ќе имаме гости на органа заедно со биг бенд. Тоа е нешто ново што може да слушнеме. Потоа во март можеме да го очекуваме Майк Холобер, еден од водечките светски аранџери, композитори, човек кој што можеби не е вака звучно познато име, но стои зад проекти на VDR Big Band, на Hair Big Band, на имиња како Крис Потер, како Бека Стивенс, значи еден куп гостувања, професор на Manhattan School of Music, така да е некои од концертите што следуваат. Ова како звучи музика од светот во Скопје. Да, за многу скоро сето тоа ќе биде тука и драго ми е што и концертите ваши се секогаш пред полни сали. Тоа само говори за добриот, како да кажам, избор на нашата публика да одбере да дојде да слушне ваква една светска музика која што е понекогаш креирана и од македонски композитори. Гордан, некаде сме пред крајот, би сакала да те прашам дали навистина утрово стана рано заради тоа што така функционираш или едноставно заради нашите потреби? Дали си ранобудник, дали ти започнува денот така во порани утрински часови? Па секој пат зависи од претходната вечер. Сега бидејќи немав настапи... Да, вие музичарите различно функционирате. Точно. А и не те оставивме ваш избор. Не, денеска, например, ова беше времето кое планирав да станам, меѓутоа се зависи од претходната вечер. Доколку закаснам со свирење или со пишување, може и да поспијам. Одлично. Добро, има и убав ден пред тоа, ќе ти посакаме убава на некој начин и успешна година. Ќе има поводи како што веќе ги најавуваш, ќе има прилика и да се собереме повторно за твоја музика и композиција. Јас уште нешто сакам да го прашам, дали Лавица, песната или композицијата со која што ја освои Европа,
ќе има можност македонската публика да ја слушне наскоро? Се надевам наскоро дека ќе се најде на дел од програмата на македонскиот биг бенд. Се надевам дека ќе иде скоро. Да, тоа е победничката песна која што споменавме, односно композиција која што го освои жирито токму на овој престижен натпревар, така што имаш навистина повод да ја изведеш и тука заради тоа што тоа го очекува и нашата публика. Така е. Остани голем и единствен и вистина добар промотор на оваа наша музичка заедница, така што се гледаме, здравје Боже, на крајот од месец февруари на концертот кој што го најавувате. Секако дека ќе бидеме во чекор со тие новини кои што ги има Националниот џез оркестар како институција и едве чекаме секако промоција на албумот со твоето трие, така што се гледаме и слушаме за скоро, Гордан. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Поздрав, Гордан, да имаш убав ден.